8 часот и 40 минути, почитувани наши гледачи, и се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со добро утро секое утро. Имаме полна софра, да кажам, не софра, него полна маса со гости, а ова утро ќе разговараме за Гастромак, Националната асоциација на готвачи. Ова утро заедно со нас, ви кажа веќе и во најавата, сега вака, Адријана, ќе морам да почнам од Дарко. Владко Алексовски, кој што е карвинг мајстор. Добро утро, добро ни дојдовте во утринската на Алфа. Адријана Алачки. Што да ви кажам за Адријана Алачки? Да ви кажам дека ја гледате секој ден во Вкусот на традицијата. Тоа е жената која што од Вкусот на традицијата направи еден цел бренд, предпознатлив не само во Македонија, во регионот, па и пошироко. Жената која што е дел од тимот Везилка, која што имате можност да ја следите секоја недела на Алфа телевизија, каде што ни представуваат содржини од најубавите делови на нашата ни преубава земја Македонија, и песни, и јадења, буквално се. Жената која што е и ова утро во својство на председателка на Гастромак, и со нас веднаш до Адријана, тоа е Анита Самарџиевска, готвач, меѓутоа специјалитет е јапонската кујна. Затоа се ќе зборуваме во наредниве 20 на минути. Добро ви утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Адријана, за почеток со вас да го почнеме разговорот. Накусо една лична карта или едно CV на Гастромак, како председателка на оваа асоциација, Национална асоциација на готвачи. Добро утро и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Секогаш ми е многу пријатно кога се наоѓам во својата матична куќа. Како дома. Во мојата телевизија, точно така, кој што сум со години овде. Гастромак е национална асоциација на Национална асоциација на готвачи, која што е формирана во 2015 година. Всушност, Гастромак е национална асоциација, што значи е член на ВАКС, на Светската асоциација на готвачи. За прв пат од постоењето на Македонија, една национална асоциација влегува во Светската федерација на готвачи на ниво на сите држави, како што е Италија, Франција, Германија, истокот, западот од светот и така натаму. Значи, на едно рамно ниво се надпреварува со останатите држави. Тоест, Гастромак, како национална асоциација, ги направи најголемите гастрономски интернационални надпревари во југоисточна Европа. Како членки на ВАКС, тоа значи дека нашите членови на Гастромак имаат можност да се школуваат на секаде по светот, во престижни академии, да учат новитети, да стекнуваат нови знања, кои што понатаму ќе ги пренесуваат во нашата земја. Значи, Гастромак е буквално една порта во светот. Како се станува член на Гастромак? Многу едноставно, само треба да имате желба. Дали треба да се знае да се готви? Апсолутно, да сте по професија готвач. Треба да сте ученик во средно училиште, угостителско, понатаму да сте ученик, да сте студент на некој од нашите универзитети по гастрономија и туризам. И секако, ние имаме членови многу ресторани, етно ресторани, престижни ресторани како членови на Гастромак, затоа што исто така и тие ги посетуваат надпреварите и можат да се проверат до каде се. Затоа што Гастромак како платформа не само што служи да напредуваат следните и идните генерации, туку за докажаните шефови на кујни со огромно искуство доаѓаат на тие надпревари да го проверат своето знаење. Затоа што на тие големи надпревари ви имате можност истовремено да видите 2000 порции, 2000 рецепти од преку 40 или 50 земји од светот, да си ги размените искуствата со колегите и едноставно да се надградите сами од себе си. Во Гастромак имаме членови, се разбира, и цели училишта, средни угостителски училишта. Сакам да си ги поздравам сите наши членови.
најпрво членовите на нашиот управен одбор, докажани шефови на кујни, а понатаму учениците на Средното угостителско училиште Наум Наумовски Борче во Од Крушево. Крушево, така со нивните професори Љупчо Крстевски и Оливера Карева Скола. Секако да ги поздравам и учениците од Средното училиште во Скопје, од Струмица, од Штип и така натаму, заедно со нивните професори. А пред се што е важно да се биде член на Гастромак? Покрај тоа што го поседувате знаењето како готвач, што сакате да научите, треба да поседувате и цврст и стабилен карактер. Затоа што готвењето е многу повеќе од она што го мислат луѓето дека е тоа само готвење. Да влезете во кујна и да бидете одговорно лице во кујната, мора да добро да го владеете тимското работење и да бидете добар координатор во кујната. И секако моќна комуникација треба да се поседува и сите останати добри човечки особини. Кажавте навистина многу убаво говоревте за Гастромак и за вашите членови. Сега јас сакам да ви честитам, бидејќи навистина каде и да одите, дали е тоа во државава, дали е тоа на регионални манифестации, фестивали големи и докажани во светски рамки, вие се враќате буквално со полни раце награди. Тука имаме двајца наградени кои што се вративте сега скоро од Будва, каде што освоивте 3 злата, 3 сребра и 2 бронзи. Честитки за учесниците, честитки за овие награди. Да ги вклучиме во разговорот и Анита и Владко да ни кажат да ни ги кажат нивните впечатоци од Будва. За Будва колешката? Будва. Бев на гастрономскиот надпревар во Будва, кој беше пред околу една недела. Така. Искрено имам само убави впечатоци. Имаше навистина и доста конкуренција, меѓутоа и доста од луѓето кои што може да се научи. Анита, со што се представи тамо? Таму се представив во 2 категории, категорија месо, односно јадење од пилешко месо, кое што беше пилешко месо со теријаки соси, исто така во категорија риба, лосос со пире од манго. Браво. Тука освоивте награди, така? Да, за... Адријана, вие бевте и во како судија, така? Дел од судиското жири. Токму така. Бев член на судиското жири и јас судев во категоријата паста и рижото. Така. Еве одат и некои фотографии. Имаше повеќе од 30 интернационални шефови, меѓу кои што еден од најдокажаните балкански готвачи Те Великови Стево Карапанџа, кој што беше председател на интернационалното жири во Будва. Понатаму докажаните Вуко Митровиќ, Томас Вожелј, Исток Легат, кои што се светски суди со лиценца А, кои што имавме чест значи да бидеме заедно со они во Будва. Ова што во моментот оди на малите екрани, тоа е првиот гастрономски надпревар што го направи Гастромак во 2015 година. А веќе во 2016, 2017, 2019 Гастромак ги направи најголемите надпревари во Струмица со помош на општина Струмица и помош на општина Охрид и Министерството за култура ги направивме најголемите надпревари. Имавме 500 готвачи од 40 земји од светот. И имавме 90 суди интернационални членови на ВАКС и се работеше исклучиво по сите правила и пропозиции на Светската асоциација на готвачи. Така. Вие се вративте и од Брач, така, Дарко? Еве овде кај рацете. Владко, втор пат, извини. Имам диплома. Учествувавте на престижниот фестивал, најголем фестивал на Медитеранот. Се вика Бисер Мора. И вашите впечатоци од тамо? Бисер Мора е најголемиот надпревар на Медитеранот. Јас настапував категорија Life Carving. Категорија Life Carving под тема Mai Tai. Во карвингот имаме неколку стилови што ги работам. Јас го работам Mai Tai. Во таа категорија, во склоп со артистика, во артистиката имаше и колеги кои разбареа на путер, кои разбареа на чоколадо. Јас освоив златен медал. Тоа е голем гастрономски надпревар на Медитеранот, на Бисер Мора. Така. Едно од најтешките дисциплини во
Гастрономијата да. е апсолутно карвингот. Затоа што треба, Владко би сакала Да да ни го објасни, објасни да, тоа, процесот. што значи, како се станува карвинг мајстор. Карвинг мајстор пред се станува со голема љубов. Најуметничка гранка во гастрономијата е карвингот. Со голема љубов, добра прецизност и најважно од се трпение, смирение. Вас што ви е најомилено? Каде е уметноста на... Јас видов едни преубави фотографии од лубеница. Исто така, правите навистина уметничко дело. Лубеница, јаболка, авокадо, буквално на се. На секаков вид на овош и на зеленчук. Така. Буквално се. И плюс работиме и на сапун. И на Резба на сапун, да. Карвинг на сапун. Тоа се уметнички Да. дела, значи Владко каде и да се појави на... Да, сум учествувал на многу надпревари до сега. Имам, не знам, може и 20 надпревари имам до сега со карвинг. И секаде се враќате со полни раце награди. точно. Така. Без златен медал Не. се нема вратено, Во апсолутно. Будва имавте, се представивте и со, представивте подготовка на ајвар, така? Не, тоа беше на брач. Тоа е на брач, се извинувам, на брач. Со специјално рачно направена ајварка. Да, секој... И бевте како атракција, можам да кажам, така видов на... Секоја асоциација на готвачи што учествува се представува со својата традиционална кујна. Затоа што вие не можете да ја познавате интернационалната кујна доколку не си ја познавате својата. Надградбата доаѓа откако ќе ја научите својата кујна. Тогаш може да напредувате и можете да направите многу атрактивни порции чини да извадите на надпревар со рецептот македонската традиционална кујна во модерен дизајн. Тоа е најповеќе што го ценат судиите. Сега имаме... Колку време се подготвувате за надпревар? Колку време ви е потребно? Јас искрено, подготовката ми трае ден до два. Ден до два. Максимално 2 дена. Максимално. Искрено, најмалку 2 или 3 недели, бидејќи сепак првин треба да го замислиш тоа што сакаш да го работиш, да го ставиш на хартија, подоцна еднаш да се проба или барем 2 пати сигурно пред надпреварот како тоа би изгледало на тањер, да се фотографира и се изготвува целиот рецепт кој што оди пред судиите. Така. Надпреварот дали е временски ограничен? Дали имате, например, време за кое што треба да го подготвите јадењето? Да, имаме 45 минути во просеќе, меѓутоа тие 45 минути не вклучуваат само готвење, туку се одстаат поставување, подготвување, готвење, расчистување на својот бокс и оставање се уредно. Сето тоа мора да се ограничи во 45 минути и сето тоа се гледа. И не е самото јадење кој што носи поени, туку и целата процедура околу јадењето, сето тоа го надгледуваат судиите. Практички она што еден готвач типично си го прави во својата кујна, мора да го стави во боксот и да го притисне во 45 минути. Така. Анита, колку имаше учесници во твојата категорија? Во рибата имаше преку 40 учесници, со тоа што дури на 2 пати беа читани наградите, бидејќи имаше многу. Многу, така. Во пилешкиот дел имаше 30 и повеќе од 30 учесници. Така. Што ви е најомилено за подготовка? Искрено, суши. Суши. Значи не македонско. Всушност, они се подготвуваат секојдневно, затоа што тоа им е професијата, така? Но најважно нешто во тие надпревари е фидбекот. А во однос на минутите, кога зборуваме, секоја категорија има посебна минутажа. Например, за карвинг имаме сосем друга. Мојата категорија е различна. Ние имаме 3 теми на работа во карвингот. Зависи на кој надпревар учествуваш. Јас сум учествувал на куп каде што имавме 3 опции. Имавме homemade категорија, која се изработува дома и сета креативно се искажуваш на таа тема. Имате тема, од судијата не задава тема и работиме темата. На истава тема, наредниот ден работиш лайв. Во лайв карвинго ограничен си до 3 часа. Наредниот ден, третиот ден, работиме тема од друг судија. Тука си ограничен со 2 часа. Значи за 2 часа и да напоменам продуктите. Од 3 до 5 разни продукти. Изработени. Кој ви ја кажува темата? Темата ја кажуваат таму. Тука веднаш почнувате со надпревар и тогаш ви велат ќе правите карвинг на тиква или на лубеница или си знаете претходно? Не, на homemade ја знаеме од претходно темата. На третиот ден ја кажуваат 1 час тогаш, пред. претходно. Да. Ти даваат од прилика 20 минути да смислиш, да нацрташ што ќе работиш и да си почнеш со работа. Па во тоа е умешноста на еден готвач, Да. нели?
Карвинг мајстор. Да, Карвин мајстор. Сакав да ве прашам, вие сега се подготвувате на 26 и 27 мај, заминувате во Ниш. Исто така на да кажем, една голема манифестација. Дали се подготвувате? Почнате ли ви се подготовките? И Апсолутно. како, со што ќе не представите? Колешката ми. Па се уште некои работи Во морам размислување сте? да бидат во размислување, не би ја откривала Во пред тајност. време. Значи, ние имаме... Така треба во тајност, добро. Не, затоа што се уште додека се формира, категориите ни се дадени, но Анита веќе треба да ги одбери, да ги прецизира, Владко исто така. Ние имаме одлична соработка и со асоциацијата во Ниш, затоа што на тие надпревари Гастромак не само што испраќа надпреварувачи, туку испраќа и своји судии на сите овие надпревари, на секаде по светот. Затоа што нашите судии се со лиценца Б судии на ВАКС, на Светската федерација. А тоа значи дека Македонија сосем храбро, самостојно, со подршка на овие прекрасни наши членови, ние сме како едно семејство во Гастромак, полека, но сигурно чекориме напред. И на сите овие надпревари, посебно на Балканот, значи секоја земја се надпреварува во своја категорија, но и представува своја традиционална кујна. Како што беше на Брач правењето на ајвар, па може сите да го пробаат. Сега планираме да направиме котел, затоа што има и таква категорија, представување, да направиме котел со графи колбаси. Тоа е како атракција, тоа е како атракција, тоа е надвор од надпреварувачкиот дел. Значи многу интересни содржини, секако. Вие имате и дружења, претпоставувам, на сите овие фестивали, нели? Тоа е и она што најмногу ви останува во сеќавање и си носите дома убави впечатоци од секаде кај што патувате, кај што не представувате. Адријана, ја прашав Анита за најомилено јадење. Се мислев дали да ве прашам вас од толку многу рецепти во вкусот на традицијата. Па не знам, ние често пати не знаеме што да подготвиме за ручек, нели, во текот на неделата. Гледаме вкусот на традицијата да ги искористиме вашите идеи. Топ 3 јадења македонски. Дали би можеле да во моментов... Тоа исто како да ја прашате мајката кој дете најповеќе го сака. Значи, вкусот на традицијата за мене е многу повеќе од рецепт на денот. Затоа што таа емисија ги брани боите на нашето богатство, на нашата историја, на македонската традиционална кујна, на она што се нарекуваме ние македонци. Доаѓа светот во Македонија за да ги проба тие специјалитети, а ние некако почнавме да застрануваме по многу некој лош пат, да кажеме, од порано, можеби како последица од немање време, затоа што нашата кујна е сведена на slow food, бавно крчкање, готвење, домашно и така натаму. Да заигра лажица, како вика. Така. Меѓутоа, тоа се традиционални вредности кои што никогаш не треба да се отфрлат, напротив, треба себично да се чуваат и да се негуваат. И познатите наши шефови, и да кажеме, еве тука си и Владко и Анита, секако, иако имаат своја професија, своја насока во гастрономијата, сепак базата им е традиционалната кујна, нели? Имав еден настан многу интересен, кога 2015 година направивме турска гастрономска вечер во Македонија, кога ги донесовме како Гастромак 15 најпознати шефови на Истанбул. И дојде и председателот на Ташвет, на Националната асоциација на Турција, што е на ниво на министер за туризам. И шетавме низ цела Македонија. И еден од нив беше Ведат Башаран, кој што беше личен готвач на Бил Клинтон во Белата куќа. И кога ние сакавме да му понудиме ракови, риби и така натаму, тоа беше се сервирано, и он вика, јас истражував пред да дојдам во Македонија. Кај вас вире граф, компир, пиперка, патлиџан и вие го имате најбавото сирење на светот, можам да кажам. Ке ве молам да бидам послушен со тоа. Македонско традиционално. Тоа беше најголемата лекција што можев да ја добијам.
И секој ден учам, и се уште учам, јас не сум професионален готвач, сакам тоа да го потенцирам, мојата емисија е народна, како што секоја една домаќинка си готви дома. по дома. Ние ги разменуваме рецептите, а на Гастромак сум менаџер, значи ги координирам заедно со управниот одбор, сите активности и така натаму, и Гастромак ми е честопати, моите деца знаат да кажат, Гастромак ти е третото дете. Да, затоа што најповеќе време посветувам таму и се разбира во последното време со Визилка, кој што Визилка е вратата на Македонија, портата на Македонија. Посебно многу ми е убаво чувството кога ќе ме сретнат минувачи, кога ќе ми кажат леле, едва ја чекаме Визилка да ја видиме, затоа што ни покажувате толку многу места за кои што не сме ни сонувале. Точно. Дека биле во Македонија. Значи ние откриваме, ја запознаваме нашата земја, а само така можеме да ја засакаме уште повеќе и да ја останеме верна на нашата земја. А во однос на готвачите во Македонија, најчесто се кажува дека сега во моментот се испразни Македонија, сите заминаа за Хрватска и за Црна Гора. Апелирам да си остана тука, затоа што нема ништо подобро од тоа да си останеш во својата земја. И околу тоа мислам дека многу повеќе може и Владко да каже како искуствено и така натаму, затоа што па и Анита како млад готвач може да каже својата перцепција на тоа поле. Јас работам кетеринг, се надевам дека работи веќе се средат. Сакал колегите да останат тука да си работиме. Се надевам дека до година ќе има подобри услови, подобро за сите. Мислам дека ќе се средат тие работи. Колешката може. Анита? Исто така можам да кажам дека имаме одличен кадар и одличен неготвач, меѓутоа добар дел заминуваат поради премало ценење и лошо третирање. Тоа кога ќе се промени, верувам дека никој не би заминувал тек така и да бара нешто повеќе отколку кога би било понудено тука. Она што би сакало да се постигне е да бидат готвачите третирани во ред и да не бидат обезбедени основни некои работи. Наместо да бидеме третирани лошо и да се барат тие работи надвор, доколку нешто да се има внатре, не се бара надвор. Така е. Сосема сте во право, Анита. Тука некаде и ќе го завршиме разговорот, ни помина времето, имаме уште многу да зборуваме. Јас ќе ви посакам многу успех. Значи, сега и во Ниш и на сите останати манифестации, огромни фестивали каде што заедно со Гастромак и со Адријана ќе не представувате, ќе ни ја представувате нашата Македонија. Се надевам и отворени сме било кога сакате за да представите и вашите успеси да ги презентираме тука во утринската програма. Ви посакувам многу успех, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас и благодариме на сите поддржувачи на Националната асоциација Гастромак, затоа што без нив не би можеле да реализираме многу нешта. Така е. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со програмата.